Поштувани граѓани, поштувани новинари. Владата и парламентарното мнозинство, предводени од СДСМ, продолжуваат со вистинска грижа за земјоделците и унапредување на земјоделството. Со измените на Законот за земјоделско земјиште се реализира сериозна реформа на целокупниот сектор, но и се надминуваат реалните проблеми при доделување на земјоделското земјиште при закуп. Со законските измени се овозможува правилна и транспарентна распределба на државното земјоделско земјиште по закуп и ставање во функција на целокупното земјоделско земјиште во државата, со цел поголема вклученост на младите земјоделци и отварање можност да започнат собствен агробизнис. Младите лица до 40 години ќе бидат ослободени од плаќање на закупнина, 3 години од склучување и стапување на сила на договорот. Се отвара можност, ако при електронското надавање за земјоделското земјиште над 3 хектари прво рангираниот не го склучи договорот, тоа може да го стори второ рангираниот. Со тоа се става ред во електронското надавање, се забрзува целата процедура, односно се спречува постапките да се повторуваат. Со измените се овозможува изградба на угостителски објекти на земјоделското земјиште за промоција на земјоделски производи. Со тоа ќе се овозможи зголемување на инвестициите во ваков тип на објекти од страна на земјоделските стопанства, ќе се зголеми искористеноста на ИПАРД програмата и позитивно ќе се влијае на развојот на руралните средини преку руралниот туризам. Претходниот закон не дозволуваше доделување на земјоделско земјиште на земјоделци кои веќе имаат склучено договор за закуп, иако тој договор може да е само за 1, 2 или 3 хектари. Сега, со измените им се овозможува и на тие земјоделски стопанства да аплицираат на огласи за закуп се до обезбедување на површини од 10 хектари. На тој начин се создаваат услови за окрупнување на површините и за зголемување на производството. Ова се само дел од реформите во Законот за земјоделско земјиште, што се во интерес на сите земјоделци. Остануваме посветени на унапредувањето и развојот на земјоделството, повеќе пари кај земјоделците и подобрување на условите за конкурентно земјоделско производство. Благодарам.